најтешко е да се стекнат навики. Треба да има некое следно ниво кое што ќе те води понатака. А и после неуспехот е исто важно како ќе се постоиш. Може треба да се поработи за да станеш шампион. И брзо се разочаруваат, и брзо се откажуваат. И тука е еден од тие предизвици, важно е некој да ти каже прво дека можеш, и тоа континуирано да трае, за понатаму сам да ти премине во навика дека стварно можеш. Не им наметнувајте на децата дека се најдобри. Треба он тоа да го заработи полека. Тајче, како си? Супер, прекрасно морам да ти кажам, фала ти на поканата, едва чекам да видиме како ќе се одвива разговорот. Да, со доста време Сандра те спомна и конечно успеавте да се договорите да те убеди да ни дојдеш на подкастов. Пред да навлезем во самиот разговор, веќе имавме, пред да почнеме со снимање малце разговор за тоа што ќе зборуваме денеска, но сакам да те прашам и на тебе како и за секој гостин, што за тебе представува ментално здравје? Ментално здравје за мене представува благосостојба. Можеш да ја кажеш таа благосостојба од различни сфери, но менталното здравје не се стекнува, тоа се заработува, треба да се одработи, и е едукација, и е тренинг, и е многу животни лекции, кои што сега ние се обидуваме да им ги пренесеме на помладите генерации, заради тоа што од тие животни лекции сме научиле како треба да се однесуваме и кои се добрите и лошите страни на животот, така што на крај доаѓаме до една благосостојба која што можам да ја кажам ментално здравје. Едно од оние работи што највеќе ме интересираат кога зборам со некој за менталното здравје, од каде има дојдено до таа, еве се ти размислуваш на тој начин за менталното здравје. Дали имаше некоја пресвртница која, окей, ова е доста важно и ја треба да се посветам на ова. Дали тоа ќе биде за менталното здравје, кога зборуваме за тебе како благосостојба? Која беше тој момент кога почна да го сваќаш како нешто сериозно и кое што е важно за тебе како една индивидуа? Па знаеш како, менталното здравје е поврзано најмногу со начинот на живење и билдање на карактерот. И тоа билдање на карактерот понатаму преминува во самодоверба. Таа самодоверба преминува во успех во различни сфери во кои што сакаме да твориме, да успееме. Со таа благосостојба стануваме покреативни. Значи многу е комплексна темата, но во секој случај почнува со дисциплината и со навиките кои што мораме да ги имплементираме во животот, за понатаму да бидеме така ментално стабилни, ментално срекни, задоволни сами со себе. Но нормално, секојаш си има, се си има своја цена и тоа треба да се заработи, треба да се научи, и понатаму е многу полесно. Најтешко е да се стекнат навики, после е лесно тие навики да преминат во начин на живење, а кога веќе ќе преминат во начин на живење, се тоа што ни било потешкотија или предизвик, ни станува навика, едноставно го гледаме дека тоа е така како што е. Не е проблем, туку е предизвик. Никогаш не го користам ја зборот проблем во животот, секоја се соочуваме со предизвици и баш ради тоа, токму поради тоа ментално здравје или таа ментална благосостојба. Значи се е до тоа како ти ќе си ги ставиш работите во главата и како ти ќе гледаш на работите во животот. Можеш да гледаш песимистички, можеш да гледаш дека е проблем, можеш да гледаш дека не сакам да го направам ова, но можеш да гледаш и од обратната страна, дека ова е предизвик, ова може да ме направи подобар, ова може да ме направи, не знам, поубав, ова може да ме направи посреќен, побогат, без разлика. За секој си има различна мотивација во животот и секој некаде си наоѓа нека комфорт зона во која што си го билда, преку која што си го билда тоа свое ментално здравје, таа своја ментална благосостојба. Да. Рече се заработува. Како, например, еве кај тебе тоа функционира? Кога си највеќе или најсилен ментално, а кога гледаш дека окей, не сум таму кај што би сакал да бидам? Многу е тешко. Мислам дека кога најмногу работам сум најсреќен. Едноставно сум и најкреативен и најисполнет со енергија. Јануари како месец искрено ме прави летаргичен, бидејќи се опушташ и едноставно, поготово за личности кои што се турбо со работа, значи покрај тоа што сум зафатен со брекали, покрај тоа што
физички внимавам на себе и работам и така натаму. Не сум толку вклучен сега со работата со децата, но тоа е сега периодично. Јануари е малце незгоден заради тоа што тие навики ги сведуваш на минимум. И сега тие навики кои што си ги има почнуваат да ти прават малце проблеми, да те прават меланхоличен или летаргичен. Тога сум најнекреативен и сум мрзелив, но е супер бидејќи мозокот може да се одмори. Може да си ги сватиш приоритетите кои што сакаш, долго сакаш да си ги сватиш и продолжиш понатаму. Сега со нетрпение чекам февруари да дојде и да се пуштиме во акција и баш кога ќе фатиш едно такво темпо, мислам дека сум најсреќен и дека сум најкреативен и најпродуктивен. Така што не знам, движењето ме мотивира, темпото ме мотивира, динамиката ме мотивира, предизвиците ме мотивираат во животот, како што реков, нема проблеми, за се наоѓа решение. Не постои нешто што не може да се најде решение, дури да е негативно, а решението сепак е некакво решение на крајот и ауткамот секогаш мора да гледаме дека мора да биде позитивен. Значи се е тоа како ние во глава ќе си ги поставиме работите, а тоа го наметнуваме и на децата со кои што работиме, бидејќи не е се да си шампион. Има нешто во тоа да треба да истраеш и да издржиш. Некогаш е успех и да си во прва постава, ама да не си шампион. Некогаш е успех и да имаш можност да тренираш, бидејќи голем број на деца немаат такви можности. Значи се е до тоа како ние ќе си ги поставиме работите и како ние ќе им ги презентираме на децата, како можат понатаму да продолжат во животот. Да, јас на деца со кои што јас работам во кошарка, секогаш им викам дека во животот не можеш да контролираш многу работи, уствари не можеш ништо да контролираш освен 3 работи. Како тоа гледаш на работите, кој е твојот став кон работите, која е твојата реакција на тоа што ти се случува и кој е твојот респонс, кој е твојот одговор на сето тоа. Без разлика што е да се деси, не знам, врне надвор си сакал да трчаш, можеш да гледаш, оке, нема да трчам денеска, ќе одморам, или можеш у тератана и на трака и да истрчаш. Секоја ситуација која што ние ќе се соочиме, се зависи од тоа каков став ние ќе заземеме спрема таа ситуација, дали ќе имаме позитивен или негативен, дали готово крај цел живот ни се срушува, ја не можам толку, или ќе гледаш, оке, ова е проблем, предизвик, како и да го наречеме, ама ова се работи што можем да ги направам. Ова се и тоа е, ние сме, знаеш, не секогаш ќе се соочуваме со работи кои што може да ги контролираме. Ретко кога можеш да контролираш други луѓе. На надпревар си суди едно друго, не можеш тоа да контролираш, ама како ќе реагираш? Како ќе ги перцепираш работите е многу важно и како ќе реагираш на соодветната ситуација која што се случува. Значи како ти си во спортот, ние сме без разлика што е танцот е спорт, бидејќи идеме на доста светски европски натпреварувања, сме се соочиле со милион и успеси, но и лоши резултати. Она што е најважно е како ќе одреагираш и после едното и после другото, бидејќи и после успехот треба да има некое следно ниво кое што ќе те води понатака, а и после неуспехот е исто важно како ќе се поставиш и што ќе видиш во тој неуспех. Може да видиш неправда, но исто така можеш да си ги видиш и собствените проблеми, но исто така можеш да видиш во исто време каде можеш да напреднеш, не само проблемите, ние се обидуваме да го најдеме на третото, каде можеме да напреднеме за да бидеме подобри следниот пат. Бидејќи не ни интересираат, покрај тоа што ни се важни резултатите, нас не ни интересираат моменталните резултати на надпреварите, нас ни интересира како одредено дете ќе стигне од точка А до точка Б и на кој начин. На жалост, морам да речем, се префрлам од тема на тема, на жалост морам да кажам дека како доаѓаат нови генерации, односно со тоа растење на конзумеризмот и инстант резултати, инстант успеси, инстант шампиони, многу е потешко да му наметнеш на некого дека успехот е процес. Значи, ако успехот е инстантен, инстантно ќе заврши. Ама ако успехот е процес, тој процес трае подолго време и 100% сигурно е дека
тие најмногу ќе истраат и тие најмногу ќе успеат, без разлика во која сфера и да работат. Дали ќе биде во танц, дали тој танчер ќе премине во некој друг спорт, одбојка, ракомет. Тој карактер што ќе го набилда за време на тој тренажен процес, кој што не е само физички процес, тој е и психолошки процес. Тие навики кои што ќе ги стекне во текот на тој процес, тие навики понатаки ќе го водат во животот. И менталната благосостојба е многу тешко да ја детерминираш кај возрасни луѓе, но можеш лесно да ја наметнеш кај помладите, за помладите понатаму да прераснат во здрави психофизички особи, особено овој период со тинеџерите, кај што е круцијален, кај што е најважен. Моментално сега дечињата не се толку проблем, сега проблемот е новите генерации како ќе се справат со предизвиците кои што секојдневието им ги наметнува. Така што па се вртиме во круг таа ментална благосостојба, многу тешко да, мислам, тоа ментално здравје е тешко да го дефинираш како дефиниција што е ментално здравје за тебе, но благосостојба ми е најдобар збор. Мислам и здравјето, дефиниција за здравје е благосостојба. Исто и за менталното здравје е одредена благосостојба. Да, и она што кажам, мислам дека е многу важно, зашто поготово, знаеш, и сам знаеш во танц или било кој спорт, ако нешто научиш како почетник, без разлика дали ќе го научиш да го правиш, дали тоа ќе биде некој потек или што и да е, ако го научиш, како многу е после тоа тешко да се смени. И се ти ако имаш лоша основа на 10, 11, 12 години, после тоа кога ќе дојдеш во еве да кажеме некој adult life, после 20 години формуваш ти твоја семејство, многу е тешко да се сменат тие работи. Затоа е убаво е што еве преку спортот, верувам ќе се согласиш, имаме можност како тренери, како луѓе кои што се возрастни луѓе кои што се во спортот, имаме прилика да им помогнеме на тие деца да створат некои навики кои после тоа ќе им помогне или ќе им помогне да бидат, да имат да најдат што е тоа ментално здравје за нив. Али буквално на секој родител ќе ти кажам дека на секој без разлика што дошол во студио, што се отпишал во студио, без исклучок им кажуваме нека не продолжи со танц. Ама нека продолжи да се занимава со било каков спорт, бидејќи тој спорт, тие навики кои што ќе ги стекне, таа методологија, тој начин на живење, понатаму многу ќе му помогне во животот како адолесцент. Така што не е битно дали е танц. Може да биде и ракомет, може да биде и фудбал, може да биде било каква спортска активност, нека оди на зумба, ама нека истре во тоа што го тера. Значи нека ако веќе се занимава со некаков спорт, нека се занимава до крај и нека работи, тоа треба да биде процес на едукација, како се билда карактерот и како се билда тие здрави навики. Ние особено, ќе ти кажам, после на короната колку беше лоша, толку и добре заради тоа што кај нас во Брекали го смени мајндсетот, односно политиката, дека ние не треба толку многу да се посветуваме на тинеџерите и на возрастните особи. Побитно е да се посветиме на помалите, заради тоа што помалите генерации се оние кои што можеш да ги креираш и можеш да им наметнеш здрави навики, спортски навики, така што сме сконцентрирани на помалите, бидејќи многу е потешко ти на некој од 17-18 години кој што има развиено сосема поинакви навики, нека не мора да се спортски, било какви навики, многу е потешко да му наметнеш нов начин на живот. И многу е мал процентот кои што од нив би останале понатаму и би го продолжиле овој пат кој што ние го тераме. Ти си спортист, многу е тешко на 20 годишен, земи 50 луѓе по 20 години и подготвувај ги за било каква спортска активност, за трчање. Колку тие 50 ќе продолжат после 6 месеци? 20, 3. Не сум ги проверил процентите колку кафе, но навиките кои што сте ги стекнале, заради тоа исто и во теретана. Како прават во теретана? Во теретана одат 2 месеца пред да биде летото, тогаш тренираат и 2 месеца пред Нова година тренираат за да бидат спремни за да може да влезат во дело или во што и да е костим што сакаат. Значи, тие навики кои што така се стекнати се моментални, но затоа целиме кон она дека за да направиш некоја особа да биде ментално постабилна, да има некоја ментална благосостојба, па и физичка благосостојба, бидејќи едното со другото си е поврзано, потребно е од помали години да се делува на нив. Сега, како поминува времето, се соочуваме со се повеќе предизвици од страна на општеството, од страна на родителите, кои што
не сакајки или сакајки им наметнуваат компетитивност и погрешни вредности на децата и многу е тешко да се бори со тоа. Многу е тешко да се бори со некој кој што дома му е кажано дека е шампион, а може не е шампион за таа работа. И многу е тешко да го убедиш дека може треба да се поработи за да станеш шампион. И брзо се разочаруваат, и брзо се откажуваат. И тука е еден од тие предизвици каде менталното здравје е особено важно кај децата. Не е само да се тренира, многу е важно и да се зборува. Многу е важно да им се представи дека успехот не доаѓа само од медалите, туку успехот доаѓа во салата, и успехот доаѓа од конзистентност, и успехот доаѓа од тоа да си помогне со другарчето, и успехот доаѓа да си комуницира со другарот, бидејќи утре тој другар ќе му помогне, ќе му даде мотивација да продолжи понатаму. Имаме мал милион случаи. Значи, ако ти кажам дека моментално во студија имам тројца тренери кои што се исклучително стабилни, кои што се откажале од танц, сум успел да ги разубедам дека моментална состојба им е тоа, од моментална криза, и моментално се лидери во брейкалек и го влечат студиото и напредуваме и така натаму. Тоа е тој разговор кој што ние чувствуваме обврска и ние задолжение да го направиме со секое дете. Бидејќи не секоја прилика која што, тоест неприлика треба да значи конечно откажување од било која работа, бидејќи утре ќе биде на работа, утре ќе биде колега, колешка, шефот, како и да е, значи милион предизвици. Значи ова е едно школа, спортот е едно училиште кое што понатаму во животот не води како ние да се поставуваме према одредени предизвици, проблеми и така натаму. Да, па тие се тие навики, значи ако научиш да не се откажеш кога ти е најтешко за работа која што рано нема да спортот е спорт, на крајот на ден е игра, без разлика тоа дали ќе биде танц, дали ќе биде кошарка, дали ќе биде одбојка, ракомет, трчање, било што, не е живот или смрт. Така. Ама и затоа сакам да кажем е многу важно во таква една прилика ти да можеш да се тестираш самиот себе, тоа ќе ти помогне кога стварно ќе дојде ситуација живот или смрт, подоцна во живот, бидејќи ризикот од откажување на една, не знам, на еден натпревар по танц ако одат лошо работиве, окей, си се откажал, си идеш дома, продолжуваш со животот. Ама можноста ти што ќе добиеш која нема да се откажеш е и ќе си покажеш на себе дека можеш да, иако на крајот на денот и твоите дома ќе те сакаат, ништо нема да се смени, е многу потоа ќе ти помогне кога вистинските проблеми ќе ти се случат. И тоа е една од причините зашто спортот е игра. Забавно треба да биде и кога ќе се докажеш у таква некоја у такво едно environment на окружување, многу е полесно вистинските проблеми кога ќе почнат и кога стварно ќе треба да чекаја, не можам ово на работа да сработам, ама ако си даеш отказ или кај што ќе правиш? Не можеш да се откажеш. Јас ќе ти дам два примера за колку е важен тренерот во тоа ментално здравје и ментална благосостојба. Значи ние имавме дете во студио, Мила Србиновска, која што на не се сеќам сега која година, 23-та, заврши под 100-то место на светско првенство. Детето беше скршено реално. Но начинот на кој што ние се поставивме према него и ги согледавме работите кои што не чинеа, не дека не требаше да заврши многу подобро пласирано, но едноставно ситуацијата е таква како што е, ја прифаќаш и одиш понатаму, ги гледаш работите кои што може не си ги приметил претходно и почнеш да работиш. И тоа е процес кој што трае цела година. Истото тоа дете кое што заврши 100 плюс нагоре пласман, следната година стана светски шампион. Тоа е моето на тоа ментално здравје и на тој разговор и на тој тренажен процес кој што е многу битен, бидејќи лошо да кажеш дека му переш мозок на некого, но дека му наметнуваш мислење дека он е подобар од тоа што мисли дека е и дека може, најважно е некој да ти каже дека можеш. Ако не можеш сам себе да си кажеш, најважно е некој да ти каже прво дека можеш и тоа континуирано да трае, за понатаму сам да ти премине во навика дека стварно можеш. Тоа е еден пример. Втор пример е нашите тренери. Можам да ги дадам као пример. Завршија
30 и некое место, не знам, исто на светско првенство, следната година игра во финале на светско првенство. Истите луѓе се, но различен мајндсет има и на едното првенство, на едното ти како ништо нема да направиме, но на второто, бидејќи видовме во кој правец да работите, односно тимот во кој правец сам себе се билда, заврши во финале на светско првенство. Тоа е таа моќ на психологијата да те направи или да си шампион или да си лузер не, ама да си просечен. Значи и затоа е важен овој тренажен процес и важен е многу тренерот во создавањето на тоа физичко здравје, психолошко здравје. Но многу се важни и родителите исто. Ти можеш да бидеш супер спортист, ако дома некој ти се качува на глава, ти нема никогаш да бидеш и нема да го изводиш никогаш максимум. И обратно, ако си супер дома и те билдаат, ама на тренинг си лош, имаш лош тренер, исто така се случи, така што се е до навиките кои што ќе си ги стекнеме и се е до тоа како ние ќе се поставиме. Стално го кажам тоа, either gonna make you or break you, or either gonna make you or break you or make you. Така да или ќе те скрши или ќе те направи човек. Ја од себе сам поаѓам, значи јас сум со 3 операции на едната нога, но тоа не ме докторите ми рекоа ти веќе трчање заборај. Значи не може да ме убеди некој дека не можам. Не постои, значи стварно треба да се случи да не можам, за да не можам. Ама да ми каже некој, слушај, не, треба титаниумска ти ставиме за 5 години, помина 7 години од третата операција. Мака не. Значи не може да едноставно всадено ми е во глава дека не можам, не сакам, не може, невозможно е. Значи не постои тоа. Тоа е само психолошка состојба. И ти ако таа психолошка состојба си ја следиш пред време, утре понатаму во животот за било која работа ќе ти помогне. Утре може да ти биде дедлайн за некоја работа на работа, утре може да ти биде било што да треба да го направиш утре. И ако си психолошки стабилен, ако тоа си го стекнал да тренажен процес, затоа и рекол дека е тренинг, ако тоа си го ставиш во глава, онда немаш проблем. Исто и со тебе. До толку ги обедуваш луѓето дека можат, што едноставно почнеш и ти да веруваш во тие работи, дека можат. Ако ќе веруваш во тие работи, и стварно можеш. Ама ако не веруваш, онда ништо нема да направиш. Да, и да бидеме свесни дека можам и треба да нема да се деси само ако верувам, така? Треба да поминам низ тој процес и да се одработи сето тоа. И ќе знаеш, некојаш сум видел кај тренери кои што they walk the walk или talk the talk, ама фали она, јас тебе ќе ти кажам, ама нема да цела година, еднаш ќе правиме мојот на почеток и ти кажам што како, после тоа нема никаде. Не, затоа е процес. И процес е она најважно кое што ќе ти помогне ти да сватиш, чекај, ова како и да наречеме, дали проблем, предизвик, што и да, знаеш, кога ќе го ова не се случува, ова е дијагнозата, вака треба да гледаме на работите и сега треба и да работат. И многу е веројатно дека ќе се случи на крајот, ако сите овие работи се зема до предвид. Па уште еден личен пример ќе дам. Јас сум 40 плюс, 41 година сум. И стално дебатираме со другариве мои зашто не спортуваат. И првата реакција е, ти имаш време. Не, немам време. Значи, ти имаш време да идеш у теретан. Не идам у теретан, ја вежбам дома. Значи, ја од дома излегувам и џогирам. И ја користам 45 до 50 минути во текот на денот, кој што ти ги користиш за да пиеш кафе или што и да правиш, или да јадеш бурек или whatever што и да правиш, да не биде дека само нездрави навики имаат, но си прави нешто, гледа телевизија, вести, whatever. Тие минути собери ги во денот, ги користам за вежбање, за да бидам таков. Така да нема тука изговори. Прашање е кога ќе те стрефи нешто, за да се свестиш дека можеби треба малце порано да реагирам на моето физичко здравје. Да, ама ако сум бил малце ментално постабилен и појак и поистраен, можеби немало да се соочам со овие проблеми. Знаеш, малце тој мајндсет е проблем да некој кој што е возрасен го разубедиш дека можеш. Значи можеш да најдеш време, можеш да извежбаш. Не секој воспаление на мускулите значи дека треба денеска да си го прележиш, да се бапнеш и да јадеш и да правиш што сакаш. Не дека ја пазам кузне колку на исхраната, нормално дека си дозволам што сакам да правам и да внесам и пиво да се напијам и да
јадам било што и благо да јадам, имам периоди кога се дупнувам од благо од јадење, ама тоа е период. Ама тоа не значи дека сум прекинал и сум баталил се и дека сум се затворил дома и со сладоледот и кркам и гледам Netflix. Не. Туку едноставно така сум си нашол некоја комфорт зона баш во тој период, кратко трајна и сум продолжил понатаму со навиките кои што веќе сум си ги стекнал и кои што ми се лајфстайл. Лајфстайл ми е лош збор, ама животни навики. Начин на живот, да. Тоа е исто како возење точак. Ке научиш еднаш и може нема да возиш точак цел месец, цела година, ама кога ќе се качиш пак, не си заборал да возиш точакот. Да. И тука е она што е многу пак се нараќаме тоа колку е само важно таа работа со деца. И тие навики ако ги научиш како дете, после тоа и да имаш период и да не биде краток и да биде по голем период, пак многу е полесно прво да се свестиш, да чекај, окей. Цела година за време, знаеш, на факултет можеби не сум живеел, значи. Не се сеќам кога беше факултетот, морам ти кажам. Пред 20 години. Ама кога имаш тоа, знаеш, си бил активен, ги имаш тие навики, многу е лесно да се вратиш пак. Си треба работа и си треба некоја контрола и кој зборот не ми текнува. Да имаш во себе, окей, ќе издржам, ќе го направам ова, ама ако ги немаш тие навики никогаш во животот стекнато, многу е тешко и да се убедат, пошто гледај, милион исти разговори сум имал и јас немам време. Да. Сите ги имаме тие 24 сати од денот. Да. Значи сите со исто време располагаме. Ти немаш 25, па ајде. Родител сум на 2 деца, значи имам време колку што сите имаат време. Времето значи дека ќе се станеш у 6:30 сабајле, ќе се испиеш една кафе, у 7 ќе излежбаш до 8 или како и да, или ќе у 7 сати ќе го однесеш детето у школа и од 7:30 до 8:30 ќе излежбаш и ќе се фатиш работа и ќе си работиш. No. Ако немам време од сабајлето, ќе вежбам вечерта, па ќе се легнам. Ама тоа ќе го направам. Заради тоа што изговор е да речеш дека немам време и не можам, стварно треба да си болен, па дури да ти кажам и кога сум болен, знам да станам и се сокријам негде да бар 15 минути да изведам, зашто појако е од мене, да. Не може. Едноставно. И овие работи се обидуваме да им ги наметнеме на децата, не до толку. Сега они понатаму ќе се предодерат во животот колку сакаат, што сакаат и како сакаат да прават, но овие работи им ги наметнуваме на децата постепено, дека мора да работи, дека мора да тренира, дека не може секојаш да биде во прва постава, туку треба да ја одработи таа прва постава, дека не може да иде на сите надпревари, туку се бираат дечиња. И треба да се научат дека треба да му помогне и на другарот, ама треба и да побара помош од другарот, ако нешто не му е јасно. И понатака, ако биде подобар, може и ќе се надпреварува и на светско и на европско првенство или ќе биде професионален танчер и така натаму. Многу малце остануваат кои што се занимаваат професионално со танцот, но она што е важно е дека ние тие навики се обидуваме да им ги наметнеме понатаму да се продолжат во животот со било каква спорт. Имаме еден тон деца кои што продолжиле, прекинале во брекалек, мислам нормално е тоа, одредено време може да се случи кај некој едноставно да му пукне таа љубов за танцувањето, да си најде некој нов предизвик кој што му е поинтересен, ама продолжува во спортот, не застанува тука. No. И тие работи се многу важни заради тоа што понатака да не се повторам, нели? Понатака ќе биде животна школа, стално и со родителите зборам, не им наметнувајте на децата дека се најдобри. Многу е тешко да му ставиш на некој во глава мајндсет за нешто што е нереално во моментот. Тоа е најлошата работа. Како што Преска каже, не е само да му кажеш дека може. Треба он тоа да го заработи полека. Значи не може да му кажеш дека може да биде светски шампион ако он е почетник. Значи треба да одработи, може тој процес ќе трае 2 месеца, може тој процес ќе трае 2 години, ама имаме ние случаи кај што траеле по 7-8 години. И успеале да истраат во тоа. И јас сум убеден дека тие кои што успеале 7-8 години во спортот да останат, дека понатаму во животот многу ќе им помогне. Може дел од нив и да не ме сакаат, или да не ги сакаат тренерите, но во секој случај сигурно ќе им помогне понатаму како ќе се справуваат со животните предизвици како возрастни. No. Или како родители и така натаму. Да, сите работи кои што
у било кое време од наше постоење како личности сме ги акумулирале, ти доаѓаат да ти помагаат во одредени моменти кога највеќе или најмалце се надаваш. И тие се оние, затоа се е важно, знаеш, се си има своја последица. Јас ако живеам нездрав начин на живот, нема да и ментално и физички нема да, ако живеам здрав, ако сакам да истрчам полумаратон, ама не се спремам за тоа, може и ќе истрчам, ама најверојатно или ќе се повредам, или ќе се чувствувам за никаде, или све ќе ме боли, не е тоа. Сакам да те прашам, малце повеќе се работи со деца веќе голем период. 18 години полнолетство веќе. Кога почнавте со 2008 2008. Кои се некои проблеми кои што денешниве деца се соочуваат, а 2008-2010 деца кога сте почнале биде различни? Кои се некои проблеми кои што се различни денес? Па најголемиот проблем се социјални мрежи. Значи тука неминовно е тоа, мислам. Во 2008 година луѓето кои што одеа на танц беа различна генерација од тоа што се сега. Во тој период музиката беше перцепирана поинаку и луѓето и по дискотеки денса и танцуваат, значи која генерација си? 99-та млад. Значи ајде сме многу години. Па сега да ти кажам како постар, да ти каже Чичо. Значи во 2000-тите години во Скопје крцаат дискотеките. Зашто луѓе идеа да се забавуваат и да играат. Сега, како што можеш да видиш по социјални мрежи, идеат за други работи. Тука има голем дел и музиката, и трендовите, и социјални мрежи, значи претходно се пеело во песни нешто поинако, сега се пее сосема поинако. Тоа е првата работа. Значи претходно во тој период немало толку социјални мрежи. Немало толку луѓе да дремат на телефони, имаше многу помалку телефони, беа поограничени и беа многу по-окей родителите во однос на пристапот кон децата. Можам да ги дефинирам дури и по фази, значи таа фаза од 2008 траеше негде до 2013, една таква солидна генерација на луѓе, на деца кои што беа многу лесни да работи со нив, со родители кои што беа многу посоработливи и деца кои што не беа оптеретени со телефони. И сега имаш втората генерација, таа до 2013 до 2019, додека да почне короната, една друга генерација на родители кои што беа малце веќе по сензибилни за децата. Сепак уште децата не беа со телефоните, со социјалните мрежи и беше многу полесно да им наметнеш здрави навики и да им наметнеш мајндсет дека тие се почетници и дека се што ќе направат треба да биде заработено и треба да биде одработено и да го почитуваат тој тренажен процес во интерес на напредокот личен и на клубот и така натаму. И таа генерација исто се уште лесна да се манипулира, не е манипулира, ама да се работи со неа. Манипулација не мислам во тоа дека не, ама гледа, манипулација сепак е тоа група и ти манипулира со групата и работи со неа и не секогаш е негативна манипулација. Ете така, во позитивна смисла. И доаѓаме во периодот корона, кој што е за мене тест реално за тоа кој е ментално стабилен и кој е ментално лабилен, бидејќи познавам доста луѓе кои што збориме се за младите генерации. Познам доста луѓе кои што реално многу сериозно попуштија со здравието и на површини излегоа демони кои што дури не можеш ни да се замислиш дека некоја млада особа може да ја има во себе и ја ги гледам секогаш позитивните работи во ковидот, но не можеш да не ги согледаш и негативните. Од негативните работи излегоа баш тоа психолошко здравје, менталното здравје се покажа дека ние имаме генерации кои што се реално многу слаби ментално. Она што ме плаши дека тие генерации понатаму растат своји деца кои што може да ги направат уште послаби и со уште понереални очекувања и од себе и од
и од детето нормално. И доаѓаме до таа генерација каде што имаш oversensitive родители за кое што не прифаќа неуспех за сопственото дете. Притоа детето е асоцијално. Значи сега ја знам да се доведеме во ситуација да треба во регистрационен лист да ставиме дека детето не треба да го носи телефонот на час, туку треба да му стои во торба. Тоа е сериозен проблем за 8 годишно дете. Значи да го ставиш ти правило, значи дека нешто не е во ред со нас, дека ти мораш да му кажеш дека по правило он не сме да го фаќа телефонот на час. Значи тоа не е само кај нас, тоа е во школа истата работа. Дека наставникот мора да му го одземе телефонот за да се спроведе часот. Тоа за мене е ненормално. И тоа е предизвик за нас како клуб да му од такви некои навики да му наметнеш нешто сосема обратно од тоа. И тука е клучен за нас родителот, дека ако родителот не поддржи во оваа работа, ништо не правиме. Ама најголемиот проблем нема да биде кај нас, ќе биде кај детето, заради тоа што тоа дете после танца ако се отпише заради тоа што било незадоволно, заради тоа што било шампионче или играло на TikTok многу јаки кореографии, ама не сакало да го слуша тренерот заради тоа што на TikTok било малце покул, ама ова е сосема нешто друго. Понатаму ќе му се одрази многу полошо. И затоа ја апелирам и до сите, стално седиме со колегите дека многу е важно да ги едуцираме децата дека мора да си го заработат успехот, мора да си го заработат напредокот. Ама кога ќе го заработат, многу позитивно влијае на нив, заради тоа што познавам еден куп деца кои што успеале и страјале и понатаму добар танчер станува добар солист. Добар солист има супер самодоверба. Таа супер самодоверба не му се одразува само на танцувањето. Таа супер самодоверба му се одразува и на училиште. Таа супер самодоверба му се одразува како се изразува на училиште. Таа супер самодоверба му се покажува во комуникација со опкружувањето. Полесно стекнува пријатели, повеќе е сигурен во себе. Помалку седи на телефон, повеќе разговара во живо. Да, тоа е едно никогаш до сега активно немам вежбано у теретана до пред година и пол дена и едно да работиш што приметив баш во разговор со мојот тренер беше ме прашува која е една разлика што имаш приметено кај тебе и сега знаеш да физички знам дека сум напреднат појак и се тоа, ама најголема разлика што имам приметено кај мене беше дека сум многу повеќе верувам у себе и имам поголема самодовера. Така е. У било што. Не знам, не сум играл фудбал 5-6 години, случајно се поведе да идам на термин фудбал, јас се чувствував како Роналдо. Сега, ја го неам тоа, ја не сум толку добар у фудбал, да, ама многу подобар се чувствував, а промената беше таа, да бидам многу поактивен каде што знам дека у неделава 3 или 4 пати недела морам да изработам тренинг, без разлика тоа дали ќе биде теретана или трчање. И таа разлика која приметив сам за себе беше како окей, чекај. Знаеш, ама нашите родители не учеа дека без разлика кај да поминеш на улица, на повозрастен треба да му кажеш добар ден. И ако таа навика ти ја стекне со секој да комуницираш, ќе ти донесе многу повеќе пријатели, ќе ти отвори многу повеќе врати. И ние стално ќе излеземе некаде и стално децата како помали ќе ми прашаат, бе ти на сите им викаш добар ден, со сите се смееш, со сите ли се знаеш? Не се знам со сите. Ама многу е поубаво кога ќе ти се насмее на некој, кога ќе му се насмееш на некој, кога ќе му кажеш здраво, кога ќе му кажеш добар ден и така натаму, бидејќи тоа е основата за било која комуникација, бидејќи утре во било кое непознато друштво ќе си направиш муабет и то не знаеш каде ќе води тоа пријателство и таа комуникација и така натаму. Нажалост, сега се е знаеш што најмногу ме нервира? Ќе скокнам на една друга. Voice message. Значи наместо да се слушнам со некого, значи ако и тоа ми е правило, не одговарам на voice messages. Значи наместо да му се јавиш на некого, ти му оставаш говорна порака и чекаш да ти врати говорна порака, наместо да искомуницираш. Бидејќи мискомуникацијата секогаш води кон проблеми, а комуникацијата секогаш води кон решение. Тоа се обидуваме, не само мислам и како родител се обидувам да им го наметнам на собствените деца и многу сум задоволен како се развиваат. Едното ми е 12, другото ми е 8 години и најважната работа ми е само да знаат да комуницираат. Ако знаат да комуницираат, ќе бидат многу посрекни. Ако знаат да комуницираат, ќе се снајдат за се. Ако вежбаат
ќе бидат многу постабилни. Ако вежбаат, ќе бидат многу поздрави. Ако вежбаат, ќе можат да сонуваат и за успеси, ќе можат да сонуваат и за напредок, и за надпревари, и така натаму, ама само преку истрајност. Мислам, и сопругата ми е во опера и балет, она е балерина, и оние децата од практични примери гледаат и од мене и од мајка им, дека само со работа може да се успее. Ама тоа е многу важно, дека ти викаш, значи, ако немаш она баин, ако и родителите не го купат тоа ти што продаваш, многу е тешко за деца, бидејќи ти со едно дете ќе бидеш саат, два у денот, можеби на секој втори или трет ден, зависност како со секој дете можеби е различно или секој спорт е различно, ама другите 22 сати не си со нив. И ако ако тоа што ти им го кажуваш, едно што не го слушаат од родителите, ма него ни гледаат, многу е тешко да се воспостават тие некои здрави навики. Затоа е многу важно, знаеш, и не само толку зборувањето, и тоа гледање. Сигурен сум дека твоите деца, гледајќите тебе, пред да почнеме да снимам, спомна анекдота за тоа. Те гледаат да вежбаш и они сакаат да вежбаат. Не дека ти се им кажуваш треба да, ако ти им кажуваш, ама не те гледаат, ако ти никогаш не вежбаш и они никогаш нема да почнат да вежбаат. Нормално. Улогата на родителот е клучна во цела работа. Значи ние може да бидеме најдобри тренери, значи motivational speaker, значи може да збориме се живо и диво, може да ги убедуваме на тренинг, да им ветуваме брда и долини. Ама ако дома истото не се поддржи, исто е vice versa. Ти можеш и од дома да му збориш, ама ако тренерот не му даде соодветна подлога, истото ќе се случи. Нема многу малце од децата се психолошки стабилни и фокусирани да си го трасираат патот кој што си го замислиле. Познавам 2 или 3 деца во Брейкалек за 18 години, значи не знам колку деца имаат поминато. 20-30 илјади деца сигурно имаат поминато. Познавам 3 деца, тоа е 0,003% кои што успеале да си го трасираат патот. Си замислило тоа што сака да го направи во спортот и успева. Но тоа се реткости. Тоа се навистина реткости. Останатото се е преку зборење, пена да ти фати устата. Значи, истото е дури на тренинг. Ти вежба со него и ти му збориш додека вежбаш. Значи, ти му збориш дека можеш, ти му збориш ајде да го направиме во позитивна смисла, ајде можеме, ајде уште оваа вежба. Знаеш, се е тоа како ти му го презентираш и како он тоа ќе го свари, како тоа ќе го перцепира. И понатаму кога ќе отиде дома, треба истото тоа да биде поддржано и од родителот. И тоа неминовно е да даде успех. Дури и при криза, имаме еден куп примери кои што родителот го убедил детето да продолжи. И до ден денес се занимаваат со танц. До ден денес познавам деца кои што по 3-4 пати се откажале. Не бе, татко му вика ќе идеш и крај. Не тренира во Брейкалек, ама се занимава со танц. Продолжиле професионално да се занимаваат со танцувањето. Мене ми е драго, значи ние сме исполниле целта бидејќи заедно во корелација со родителот, во соработка со родителот, сме успеале да создадеме нешто што е здрава иднина. И истите тие особи, или познавам особи исто која таа истреност, таа желба да се успее, создале сега сопствени бизниси. Заради тоа што се научил дека нема не можам, се научил дека нема невозможно. Значи за мене не постои невозможно. Се можеш ако сакаш да си го ставиш во глава и да си го врзеш во глава како на мисија и да се фокусираш на него, не постои невозможна работа. Луѓе има стануваат парализирани стануваат со вежбање. Значи успева да стане. Колку има примери ги давале. Собраќајки така натаму не може да се движи, абе со желба, со мотивација успеал да стане од кревет. Не може да ми каже дека некој друг не може да го направи ова заради тоа што егото му било повредено или заради тоа што тато и мама му рекле ај батали го ти ова, ќе идеме сега ние на друг спорт или ќе идеме у друга школа. Така не се создаваат генерации, така не се создава здрава особа. Така не се создава менталното здравје. Затоа реков дека е процес. Утре ќе биде, ќе го запишам во друг клуб, што ќе биде понатаму. Ако во школа не му иде во средно, ќе го запишам во друга средна школа, на факултет ќе биде на друг факултет. После ќе менја работа, заради тоа што не ми се допаѓа работа, наместо да се соочи со проблемот.
Тоа не е решение. Ама натаму води целата работа. Да. Тоа е целиот проблем. И социјалните мрежи се преполни со овакви работи. Ако не ми се допаѓа ова, можам да идам нова. Ако не можам да го правам ова, префрли се на нешто друго. Не може некој да ми наметне нешто заради тоа што ја имам свои права. Немаш свои права, ти треба да научиш, некој има овдека што го посветил животот на тоа и треба да те научи како треба и ти тоа треба да го прифати за твое добро. Много едноставно. Заради тоа што утре ти ќе имаш проблем како особа, како да се справиш со животните предизвици. Така што, затоа и реков, короната ми е така еден огромен свич у целава оваа работа. Не само за танцот, општо за спортот. Се натака се движи. Не знам, сигурно си приметил. Се е повеќе целиот интернет оптеретен со тоа колку има вундеркидови, колку има најдобри фудбалери, колку има најдобри кошаркари, колку има најдобри ова, колку има најдобри она. На колку? На 10, на 12 години? И после тоа што се случува, гори го снемува. Да. Гледав едно видео баш околу овие работи за тоа колку е важен тој тренажен процес и таа конзистентност. Најдобриот спортист на сите времиња по остварени резултати вкупно од сите спортови е од веслање. Од особа која што не знам колку пати била светски олимписки шампион, не знам, нема изгубено на олимпијада ниту еднаш, ниту на светско првенство во веслање. До 18-та година е low level, втор ранг надпреварувач. После 18-та година нешто се случува, некаков свич, до 40-та година, 20 години неприкосновен. Да. Таа работа која што понатаму довела до некој да биде врвен играч, врвен спортист, врвна личност, мислам. Има тие примери многу. Еден пример што мислам дека и повеќе познат е Никола Јокич. Никола Јокич е некој кој што до 15 години не играл сериозно кошарка. Тој сега истиот мајндсет го има. Да. Мислам, истиот пристав вака го имал ноншалантен, ама само он се знае во глава колку е ментално стабилен. Ама например, имаше многу добра книга за неговиот живот, биографија. Он е многу ментално силен. И има обкружение што му помага како не? Да оствари тоа што сака. Значи, он знае што сака, успела, не се откажува кога е тешко. А имаш, например, и примери кои што кажете, имаш многу деца кои што на 10, 11, 12, 13 години биле нов Майкл Джордан, нов Меси, ги нема никаде. И тука е оној момент каде што менталната сила на спортот и на животот е многу поважна од ти колку можеш физички, пошто поготово ја тоа секогаш ми е интересно и со жена ми се смеам, викам, ако имаме деца треба да бидат родени од јануар до март, пошто ќе бидат највисоки кога ќе играат кошарка на 10. И тоа е многу голем проблем, бидејќи знаеш, кога во самиот развој, поготово со тимски спортови, па не знам себе, може и индивидуални. Ако детево е поголемо, посилно на 10-11 години, многу повеќе внимание му се посветува на тоа дете и другите деца немаат шанса после тоа да дојдат. Ама не знаеш како ќе биде на 15. Тоа. И бидејќи таа селекција се прави многу рано, поради тоа што сакаме, можам да зборам за кошар, сакаме да победиме, да бидеме шампиони во Македонија до 12 години. Нема краткорочни цели со тоа. Што прави тоа? И ти со тоа на страна ставаш деца кои што не им даваш уопште шанса. И тука е оној момент кај што, знаеш, дали сега тоа дете ќе се откаже или не, дали тој родител ќе согледа ситуацијата, ќе вика, окей, да, вака е, ама ја ќе подржам детето, не знам, ќе смениме спорт, ќе продолжи пак да спортува и да не биде професионално. Не мора да биде професионално. Не сакам ја да бидат моите деца олимписки шампиони или светски прваци. Јас сакам да бидат само здрави деца кои што утре понатака кога ќе добие, не знам, двојка математика, да не рече дека наставничката е крива. Туку да рече, чеки, како да успеам да бидам подобар, следниот пат да биде четворка. Значи, тоа е мајндсет кој што треба секој да си го наметне и да не покажува со прсти кон друг, туку да седнеш и да си размислиш и да направиш една анализа и да видиш зошто е тоа така во моментот. И тој пристап треба да биде за било која работа во животот. Значи не можеме секогаш да нормално дека има особи кои што многу влијаат и знаат да направат негативни последици, но тие не се ни битни во целата ситуација. Битно е како ти ќе се постоиш према целата ситуација.
Значи и сите овие вакви фактори, родител, обкружување, социјални мрежи, трендови, тренер, спортување, негативни работи, повреди, тоа се милион работи кои ќе ги собере заедно. Ако се склопат како што треба, ќе создадеш една особа која што е ментално здрава. Не. И е способна да се справи со било што во животот. Навистина имаме 3 исклучително добри примери моментално во Breakalek со деца кои што работиме, со родители кои што сакаат да соработуваат и мислам нормално направена селекција и таа селекција не подразбира само физикост, туку подразбира и ментално справување со тренажниот процес. Исклучително е важно, бидејќи таа енергија која што имаш на тренингот ти се одразува понатака и на перформансите во било кое надпреварување. Со 100% поддршка од родителот, ние имаме 3 врвни резултати во една година во одредена дисциплина, односно во хип-хопот на светски првенства. И стално го кажуваме тоа како пример дека може да се успее само со правилен пристап, со позитивна енергија, со истреност и со поддршка од родителите. Нормално и тренажниот процес кој што е најважен како треба да му се пристапи, бидејќи со едно дете работиш едно, со друго дете работиш друго, бидејќи се различни карактери, различни техники и така натаму. И секојаш тоа е индивидуален пристап, но она што е општо е тоа дете како се справува со тренажниот процес и тој родител колку го поддржува. Имаме детот Прилеп што доаѓа 3 пати во неделата во Скопје. Тоа вози 2,5 сата во еден правец, 2,5 сата во друг правец, 5 сати, уште 4 сата тренира во студио. И не може да ми каже некој во Скопје дека нема време за детето негово да тренира, ова доаѓа 2 пати во неделата, по 5 сата поминува само во превоз, тоа се 10 сата поминати во превоз, за да се направи нешто со одредено дете кое што има потенцијал да стане нешто повеќе. Може нема да биде танчерка, ама сигурно ќе направи некој одличен резултат. Но овој мајндсет ќе му остане понатака во животот. Нема, тоа е многу важно и да сватиме дека сите играме улога. Сите играме и тоа е различна улога, не. Значи тоа е многу важно, не знам се со кој зборев пред некој ден за тоа колку е важно на пример и колку голем проблем е ако родителот ти е тренер. Да. Што тие две работи се тотално различни. Јас имам една од книги што имам читано, бейсбол играч кој што потоа станува менаџер, тренер. И вика една од работите што моите ме научија и која што е многу важна е дека тренерот е секојаш управа. Без разлика. Значи без разлика дали тоа негативно тренерот има таа улога. И вика моите на почетокот сезона, дали сакаш да играш или не, сакаш, окей. Цела сезона ќе истераш без разлика на што. На крајот сезоната ќе збориме, како си поминал како е тренерот едно друго. Ама моите буквално само те носат, навиваат за тебе, така како си... Толку е улогата на родител. Толку е улогата. И тука е оној момент кај што, знаеш, некојаш се губат тие две улоги. Треба да се останат за да може тоа дете кој што кажеш ти, сите овие да влијат на тоа дете да израсне во една здрава личност. Дали ќе биде професионалец у танци или ќе отвори свој бизнес или ќе иде на работа од 9 до 5, не е важно, ама тие ќе бидат стабилни личности кои што после тоа ќе ги пренесат тие работи на нивните деца. Јас тоа го пренесувам, на пример, син ми тренира теквондо. Еднаш не сум се умешал во работата на тренерот. Дури син ми сам патува, без разлика што е 8 години, од 6 години, море 5 и пол, сам патува на надпревари. Нормално идам со кола, но сакам да се осамостои, без разлика што има 5 и пол години. Дури тогаш сопругата ми се противеше дека е премногу мал, нема да се снајде и така натаму. Еве, сега нема проблем сам да патува надвор од Македонија. Заради тоа што научил, ако отиде во Србија, научил нешто српски да каже, научил да се снајде за да праша за вода, да праша за јадење, да праша каде е вецето, да праша кој како се вика. Мене тие работи ми се битни. Никогаш не сум се умешал на тренерот. Без разлика колку пати сум се противел на тренажниот процес, сум видел дека некои работи може не ми се допаѓаат заради тоа што јас ги гледам од мој аспект, тој се ги гледа од свој аспект, но никогаш пред детето не сум разговарал дека тренерот нешто погрешно работи со него. Може да разговарам со тренерот на само, за да видам каде јас гледам погрешно или нешто што не согледувам, но да разговарам пред детето дека тренерот е во грешка или дека
ајде батали го ќе те префрлам некој друг спорт. Тие се тие работи кои што понатаму поразително знаат да влијаат за тоа ментално здравје и за билдање на карактерот. Менталното здравје е поврзано со карактерот. Јак карактер, јако ментално здравје. Ако немаш добар карактер, онда ништо не правиш. Може само да секогаш ќе ги бараш причините во другите, нема да ги бараш во себе. Веќе скоро па сат време збориме. Што збори? Да. Сега за крај да превршиме со разговорот. Сега да те прашам, кое е твоето прашање за оние што не слушаат, што издржале овој сад да не гледаат и да не слушаат, што би им поставил како прашање? Па не знам што би им поставил како прашање. Ја повторно би наметнал она што јас го мислам дека не постои невозможно, не постои не можам, не постои немам време, заради тоа што за се наоѓа време и дека секогаш може, секој може си најде во себе нешто позитивно што би го мотивирало, за кој што би работел, да се најде некоја комфорт зона која што би го направила подобар човек. Знам од лично искуство, не продавам ветар и магла, сум се соочил со еден том предизвици во животот. Сум се соочил и со килажа да забегам и 110 кила да бидам, сега сум 75. Значи не постои невозможно да ми каже некој дека невозможно е да се изгубат 35-40 кила со вежбање, а не со диета и со гладување. Значи не може невозможно дека немаш време да малце поработиш на себе и да оние кои што се родители да зборуваат повеќе со своите деца, да го остават процесот на доградување во спортот на тренерите, а нивна работа е само да ги поддржуваат и да го следат процесот како нивните деца се растат, како растат и како се развиваат. И тоа е тоа.